Антирасположението за изградба на хидроцентрала во пробиштипското село Турско Рударе станува се посилно, а од денес зад револтираните граѓани застанува и градоначалникот Драган Анастасов. Апсолутно дека сум како градоначалник на страната на граѓаните сум против изградба на една ваква хидроцентрала во атарот на населено место Турско Рудари. Како градоначалник заедно со советот ќе изготвим информација и заклучок веќе во понеделник на седмицата до Министерството за животна средина и до владата, доколку е возможно да се спречи изградбата, ќе побараме од страна на Министерството уште еднаш да се разгледат сите можности како ние како општина заедно со граѓаните да спречиме овој изградба на хидроцентрала. Во меѓувреме, дека на реката Шталковица изградба на брана нема да дозволат, денес повторно потврдија жители на селото. Ние планираме, уште нема ништо конкретно, ама чекаме да идеме на разговор во Министерството за животна средина следната недела и планираме да идеме заедно, да се здружиме, да видиме што може да направиме сите заедно за овај проблем не е само на едно место, со цела Македонија има многу проекти такви. И планираме на државен фронт да направиме. Категоричноста на оваа изјава денес е заверена и со поддршка, односно обединување со активистите од Кочани, кои за противник ја имаат истата компанија, на која хидроцентрала има намера да гради на мала река кај градче. Веќе е формиран тим, значи од страна на Сдруженијето Грин, односно тимот е составен од геолог и од хидроинженер. И значи тој тим ќе не представува во Министерството за животна средина, пошто исто така значи ќе ги представува и жителите од Турско Рударе за нивниот проблеми и изградбата и на таа мала хидроцентрала. Секоја прилика би ја искористиле да им дадеме поддршка и со физичко присуство во блокадите кај Турско Рударе. За веќе обединетите активисти случајот со Кочани засега е полесен, бидејќи Советот на градот лани во јуни донесе одлука против, односно од Министерството за екологија и животна средина побараа преиспитување на одлуката за изградба на хидроцентралата. Во врска со се посилните активности за стопирање на изградбата на хидроцентралите за кои инвеститорот ДИС Енергија тврди дека ги има сите документи. Ја имаме целата документација и со работа ќе продолжиме. При тоа ќе ги почитуваме сите законски одредби кои се пропишани за мини хидроцентралите. Изјавија од компанијата ДИС Енергија. Сепак заедничкото граѓанско незадоволство е релативно ново во плановите на оваа компанија, па од тука е крајно неизвестно како работите ќе се одвиваат на терен и како на споменатите барања ќе одговорат од Министерството за животна средина.